230.000 луѓе побараа азил во Германија во првите 9 месеци од оваа година, повеќе отколку во целата 2022. Со преполнети прифатилишта за мигранти, регионалните власти се жалат дека трошоците се неодржливи. Канцеларот Олаф Шолц вели дека премногу мигранти доаѓаат во Германија. Тој беше домаќин на 16-те гувернери од државата, каде представи договор за кој тврди дека ќе намали миграцијата. Dass das hier ein sehr historischer Moment ist, in dem wir hier sitzen. Верувам дека ова е историски момент. Во време на несомнено огромен предизвик со многу голем број мигранти и нерегулирана миграција, сите нивоа на државата успеа тесно да соработуваат, што е неопходно. Луѓето го очекуваат ова од нас. Со договорот, федералната влада ќе им плати на државите и општините по $8.000 за прифатен бегалец од следната година. Ке се скратат бенефициите за барателите на азил. Шолц вели дека ќе ги забрза одлуките за азил и ќе го олесни депортирањето на оние на кои им е одбиен статусот на бегалци. Привремените проверки на полската, чешката и швајцарската граница ќе останат, а Берлин вети построги казни за трговците со луѓе. Тоа е голем пресврт од политиката на претходникот на Шолц, Ангела Меркел. Во 2015 година Германија ги отвори своите граници за повеќе од 1 милион бегалци. Шолц веќе се подготвува за предстојните европски избори, закажани за јуни следната година, вели аналитичарката Камино Мортера Мартинес. The mainstream center-right parties are getting the message. Главните централно-десничарски партии ја прифаќаат пораката дека треба или да изгледаат поостри во однос на миграцијата, или да ги придобијат гласовите што сега одат кон порадикални алтернативи, како алтернатива за Германија. Мортера Мартинес вели дека конфликтот Израел-Хамас ја потпалува политичката реторика околу имиграцијата. I think it is very dangerous to sort of like get into this idea that Многу е опасно да се навлезе во идејата дека ќе има масовен бран бегалци. Ова е дискурс што им користи на популистите и на екстремната десница. Во меѓувреме, Италија, која прима стотици илјади мигранти секоја година, во понеделникот потпиша договор за изградба на центри за обработка на баратели на азил во Албанија. Италијанската премиерка рече дека тоа би можело да биде основа за постигнување договори меѓу Европската унија и земјите кои не се членки. Критичарите велат дека ваквите планови може да го прекршат меѓународното право.